Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Сибирско доживување. Студениот сибирски ветер гребел со своите студени прсти по дебелите ѕидови од куќата. И покрај двослојните подови кои биле покриени со дебели теписи, скоро па да било опипливо како студенилото течело околу нозете на 13-годишна Олга, додека со брзење го завршувала своето облекување и зачекорила во кујната која била исполнета со разни миризби. Тешко е да се сети дека некогаш тука било лето, додека надвор било 40 степени под нулата. Незиниот татко кој бил надгледник на железничката станица, веќе заминал на работа. Олга се вовлекла во својот тежок кабут и ги зела своите школски книги. Токму кога стасала до вратата, страшен удар ја стресол целата куќа. "Мајко!" вриснала Олга. "Што се случило?" "Ох, Олга!" Лицето на мајката ѝ било бледо. "Не знам како тоа можело да се случи, ама мислам дека се имаат судрено 2 воза. Ништо друго не би можело да причини толкава јака бука." Мајката и ќерката брзо се замотеле во своите најтопли облеки и истрчале преку вратата. Поминале покрај човек кој трчал низ улиците, молејќи секого кој имал конј и санки да побрза до железничката станица и да помогне во превезувањето на повредените до болницата. Мајка и на Олга и ги грабнала рацете кои биле во нараквиците и ги ставила во своите. "Јас сум медицинска сестра, морам да отидам и да им помогнам на луѓето." Олга кимнала со главата. "Оди, мајко, јас ќе го побарам тато." Мајка ја снемала во дното на улицата, а Олга се упатила кон железничката станица. Се стресела што од остриот студ, што од стравот, додека го приврзувала нивниот голем и силен конј за санките. Приближувајќи се до железничката станица, можел да види дека сите тамо биле во голема паника и збунетост. 2 воза на вистина се судрила. Што ако и тато е повреден? Или бидејќи тој е надгледник на станицата, можеби ќе биде обвинет за несреќата. Наваму, наредувал гласот. Во прв миг девојчето не разбрало дека човекот неизи се обраќал. Го насочила својот конј до местото на кое тој ја упатил. Веднаш неколку мажи почнале да ги ставаат повредените луѓе на санката. "Ве молам," ги молија, "дали некој го видел надзорникот на станицата?" Никој ништо не ја одговорил. Наместо тоа и кажале да побрза до болницата. Конјот се исплашил поради неверојатната бркотница на улицата. Семејството на Олга редовно не одела во црква, покрај тоа што постоела ортодоксна црква во нивниот град. Ама баба и кажала: "Повикај го Бога кога си во неволја. Олга, тој е секогаш тука." Го кренала своето лице. "Те молам, Боже, помогни ми." Сретнала и други санки и забележала дека возачот ги водел своите коњи. И сторила дека тоа е подобро управува со санките отколку таа. Брго ги сопрела своите санки и излегла. Ја погалила убавата глава на конјот, нежно зборувајќи му, а потим ги грабнала дизните и почнала да го води. Можела да почувствува како од време на време ја повлекува главата, ма сепак подобро му било. Во болницата бргу ги извадиле повредените од санките и било наредено да се врати назад на станицата и да ги преземе другите. Копнела да си ја побара мајка си,
Ама наместо тоа го свртела конјот и почнала да се враќа. Студенилото почнало да продира во низината тешка зимска облека, се додека не се вкочанила од студенило. Помогни ми да можам да продолжам, Боже, шепотела Олга. Меѓу пациентите кои биле натоварени на низините санки, овој пат била и една расплакана беба. Некако е одвоена од низината мајка. На брзина ја обяснил еден работник. Може би таа не преживеала. Олга уште еднаш го водела својот конј кон болницата. Плачењето на бебето станувало се поупорно. Го сопрела својот конј, отишла до санките, го зела бебенцето, се обидувала со лулкање да го утеши бебето додека во една рака и биле дизните, а во другата бебето. Овој пат и се сторила како болницата да била 2 пати подалеку. И било толку студено, повеќе не можела да ги чувствува своите образи. Кога конечно застанала пред болницата, дотрчала мајка и двајца болничари. Мајка и го зела бебето. Имаме млада мајка која вреска по своето бебе. Тоа мора да е тоа. Мама, толку ми студи, да сум се скочанила од студ. Не можам да кажам дали се уште ги имам образите или не. Солзите ја останале на образите на Олга бидејќи биле заледени. Можно е да си се здобила со смрзнотици. Се загрижила мајка и влези внатре на лекување, ама конјот со него ќе биде се во ред. Оди ти внатре, и заповедала мајка и. Конечно, бркутницата во болницата се смирила како и тивки од жагор. Болничарите се движеле околу згрижувањето на ранетите. Олга повторно почнала да се ги чувствува своите образи. Го пронашла и бебето како среќно спие во преградка на својата мајка. Незината мајка изгледала изморено, ама била уште многу работа која требала да ја заврши. Токму тогаш Олга го приметила и службеникот кој стоел зад приемниот шалтер. Ве молам, господине, знаете ли нешто за надзорникот на станицата? Тој е мој татко. Загрижено го погледнала. Високиот човек се насмевал. Тоа е добро. Истоштено, ама добро е. Откривме дека несреќата е предизвикана по грешка на инженерот. Вината не е до надзорникот. Последно што знам за твојот татко е тоа дека тој го водел својот конј дома. Го нашли како талка по улиците. Олга бргу ги навлекла своите топли облеки. Токму тогаш кога сакала и кога стасала до вратата, татко ѝ зачекорил внатре. Олга му потрчала во преградка и набргу била стопена во неговата голема преградка. Подецно, додека тие тројца, мајката, таткото и Олга, си оделе дома, Олга тивко кажала: верувам дека постои Бог. И јас, кажала незината мајка. И јас исто така, додадел татко ѝ. Подоцна, мајка ѝ направила густа супа од домот и додека таткото и таа се хранеле и ја местеле простирката за добриот конј. А кога седнале да уживаат во топлото јадење, прв пат, колку Олга можела да се сети, незиниот татко кажал молитва. Тоа бил најлошиот ден во незиниот млад живот, ама и најдобар. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. О, има ли глед од љубов да е нешто поголемо
Светот, што умре за нас, на овој свет зборува, тој крст голготски. Очево крв врела тече, а тој моли татко свој. Нека секој што бара прошка, биде со мене в царството. О, има ли глед од љубов да е нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој што за нас, на овој свет зборува, тој крст голготски, на овој свет зборува, тој крст голготски. Глас на надежта. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Грнчар. Ние сме глина, а ти си нашиот грнчар. Сите ние сме дело на твоите раце. Исаја, глава 64, стих 8. Едно лето работев како член на археолошки тим во Цезарија и Мартина во Израел. Обично станувавме во 4:30 наутро и бевме на полето многу пред утрото. Ги ископувавме тајните на величенствениот град на цар Ирод. Деновите ги поминувавме во пренесување и просејување тони на песоклива земја. Медитеранското ветренце беше од мала корист во неподносливата жештина, која почнувала уште од рано препладне. Служејќи се со прецизни инструменти, внимателно ги откривавме телата на христијаните, муслиманите кои се бореле за овој град. Истражувајќи, пронајдовме мазни розеви и сиви делчиња од мермерен пот, неколку парчиња накит, неколку парички и делчиња од грубо римско стакло. Меѓутоа, наше главно откритие беа многобројните кофи полни со делчиња од глинени садови, најважен патоказ во датирањето на археолошките откритија. Попладнињата ги поминувавме поделени во групи, а задача на секоја група беше чистење на големите железни корита и отстранување на илјади слоеви наслојки.
Тогаш ги стававме во мрежести вреки и ги закачувавме да се сушат. Пред вечерното сонце да зајде во брановидното море, би се собирале околу работните маси да ги посматраме експертите како одвојуваат делчиња од глинените садови. Би одбрале неколку дела за да се етикетираат и следното утро да се каталогизираат во работната соба. Останатите ги фрлавме во купиштата отпадоци во една мала клисура од кибуцот во кој што живеевме. Кибуц е инаку еврејска комуна, заедница или населба. Едно утро монотонијата на нашата работа се разби кога откривме нешто за што верувавме дека е работилница на грнчар. Пронајдовме зачудувачки број прекрасни, нескршени садови, големи и мали, обични и скапоцени, расфрлани околу грнчарската глина на под со мозаик. Може би ова изложба била приредена за некоја римска господја, која само што влегла во работилницата да купи нешто за својот дом. Но сега, после 1500 години, изгледало малку расфрлено и неорганизирано. Грнчарството од секогаш било основна производна гранка на Блискиот Исток. Покрај нивната вообичаена употреба во кујната, глинените садови се користеле за чување на житарици, облека, накид, па дури и ракописи на папируси. Грнчарскиот занаед бил природно многу ценет. Грнчарите многу добро знаеле како да го проценат квалитетот. Нивниот збор бил конечен. Јудејските цареви им доделувале на грнчарите земја близу до имотот на царот, каде што овие занаедчии можеле несметано да живеат и да работат за потребите на царот. Во прва дневникот, во 4 глава, 23 стих, вели: Тоа беа грнчари кои живееа во Нетаим и во Гедера, кај царот, и беа таму вработени кај него. Бог често својот однос со човекот го илустрира со односот на грнчарот кон глината. Веднаш ни станува јасно дека грнчарот има власт над глината. И Бог, како создател на свемирот, има право да управува со луѓето и со народите. Апостол Павле го користи истиот символ кога вели: а ова богатство го имаме во земни садови, та изврсноста на силата да биде од Бога, а не од нас. Второ послание до Коринќаните, 4 глава, стих 7. Еден ден Бог го испратил пророкот Еремија до блиската грнчарска работилница и тогаш му рекол: Оди и јас таму ќе ти проговорам. Еремија седнал и посматрал. Слегов во домот на грнчарот, а тој ја вршеше својата работа на тркалото. Садот пак, што го правеше грнчарот од глина, се растори во рацете негови, но тој одново направи од него друг сад, како што му падна на ум да направи. Еремија, глава 18, стихови од 1 до 4. Бога, божествениот грнчар, го болело тоа што не можел да го обликува Израилот како глината. Тогаш ми дојде Господовото слово и ми рече: не можам ли и јас да правам со вас како овој грнчар Израелев дому, зборува Господ. Еве, како глината во грнчаровата рака, и вие сте во мојата рака, Израелев дому. Потоа Господ му рекол на пророкот да купи еден сад од грнчарот и да го скрши пред народот, објавувајќи: вака зборува Господ над војските, така ќе ги скршам овој народ и овој град, како што се крши грнчарски сад, та веќе не може да се поправи. Еремија, глава 19, стихови 1, 10 и 11. Имајќи ја пред себе истата слика за Божјата сила, псалмистот извикал: ке ги скршиш како грнчарски сад. Втори псалм, стих 9. Иако кнез од царско семејство, Исаја ги познавал тајните на грнчарскиот занаед. Зборувајќи за нацијата, Бог преку Исаја вели: и ќе го скрши како што се крши сад грнчарски. Исаја, глава 30, стих 14. Сепак во ова пророштво се крие и зрак на надеж, и некои делови од скршен грнчарски сад можат да бидат корисни.
со него да го пренесеш пепелот од огништето, да нацрпиш вода и слично. Делчињата од скршена грнчарија се користеле и како материјал за пишување. Фино обработени делчиња од грнчарија се искористувале за обложување на цистерни за вода. Иако скршениот сад не можел да се користи за неговата првобитна намена, тој секогаш можел да биде искористен. Со други зборови, грнчарот секогаш има план. План на кој не би смееле да се спротивставуваме. Повторувајќи ја древната поема што ја напишал Исаија во глава 29 од неговата книга во 16 стих, апостол Павле, пишувајќи им на римјаните, вели: Такој си ти, човеку, да одговараш против Бога. Зар ракотворбата ќе му рече на својот творец: зошто си ме направил така? Или зар грнчарот нема власт над глината, од иста смеса да направи еден сад за чесна, а друг за нечесна употреба? Послание до римјаните, глава 9, стихови 20 и 21. Тешко на оној кој се расправа со својот творец, запишал пророкот Исаија во 45 глава од својата книга во 9 стих. Мојата сила се исуши како црепна и мојот јазик се залепи до непцето, ти ме фрли во смртниот прав, кажува псалмистот во 22 псалм во 5 стих. Погоден со тешка болест, Јов моли за Божја милост. Спомни си, ме создаде како глина, ќе ме вратиш ли сега повторно во прав? Јов, глава 10, стих 9. Скршен, но решителен да ја сочува својата вера, Јов на крајот повторно закрепнал и започнал нов живот. Од друга страна, Јуда се скршил од карпата која е Христос. Тој бил лицемерен, бил токву онаков како што го опишува мудриот човек. Како сребрена пена или сребрена глеќ на глинен сад, такви се ласкавите усни со нечесно срце. Мудри изреки, глава 26, стих 23. И покрај својата ветувачка појава, Јуда бил бескорисен сад, сличен на младиот лош принц, чие што заробеништво го прорекол пророкот Еремија. Та зар тој човек, Јехонеј, е презрен сад, скршен, или сад што никому не му се свидува? Затоа беа протерани тој и потомството, заточени во земја што им е сосем непозната. Еремија, глава 22, стих 28. Преводот на овој текст во Библијата со живи зборови гласи вака: Овој човек, Јехоние, е како отврлен сад. Тој и неговите деца ќе бидат расејани во далечни земји. Иронично, но 30 сребреници, крвната цена која е платена за Исуса, е употребена да се купи нивата на грнчарот, која подоцна е претворена во гробница за оние кои не потекнувале од еврејство. Меѓутоа, ниту еден од овие несрекни незнабожци не бил понесреќен од самиот Јуда. Скршениот сад се распарчил, што за него немало повеќе помош. Ниту еден дел од неговиот живот не останал за да се употреби во некоја друга намена. Бог сака да сватиме дека ние сме грнчарија што ја направил тој. Ние сме садови создадени да бидат корисни и да бидат исполнети со неопходни драгоцени работи. А тој има план како да употреби секој од садовите кои тој ги направил на своето небеско грнчарско тркало. А бидејќи тој е и уметник, тој нас не создал прекрасно. Додал многу различни украси во нашите животи, безбројни таленти. На крајот, тој сака да ја признаеме неговата апсолутна моќ и да му дозволиме да управува со нашиот живот. Или доброволно ќе му се покориме и ќе дозволиме тој да не обликува, или, како и Јуда, ќе се уништиме себе си со сопствената побуна и за секогаш ќе бидеме фрлени на нивата на грнчарот. Постои една интересна поема за грнчар и јас би сакал да ја поделам сега со вас. Со лузни обележани, рацете на грнчарот го обликуваат овој глинен сад. Благодарен и послушен, секој ден му се предавам. Во силните раце на грнчарот, горделивите и себични грудки со татковска грижа се гмечат. А јас во својата болка извикнувам: О, полесно грнчару, поштеди ме те молам. Грнчарот одговара: Мора многу да вреди садот што јас го правам.
I zatoa pokoren во рацете негови го предавам цело мое тело, зашто уште само малку и небесниот грнчар ќе го заврши своето дело. Niko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Pučine su široke, al ne kao ljubav Božja. Planine su visoke, Al još više ljubi Bog. morsko dno je duboko, Al ne kao ljubav Božja. svemir je bez granica, Baš kao što ljubi Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. pararam, dam, pararam, pararam, dam, pararam, pararam, Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ako tražiš istinu, Istina je u Kristu, smisao životu tvom. jedino daje On. Ako tražiš pravi put, On vodi prema Kristu, jer Isus Krist je jedini. istina, život i put. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.